Почитувани мој, добар ден. Вие повторно сте со црвена линија и повторно пред нов предизвик. Тоа е да се вклучите во ова денешно издание. Ке потсетам дека да се стигне до црвена линија е многу полесно отколку да се стигне до саканата дестинација вторден во главниот град на државава. Завртете 02-307-0005, а она за што ќе зборуваме денес е следното. Министерот за локална самоуправа, господинот Ристо Пенов, изјави синоќа дека владата може, доколку е потребно, и насилно да ги тргне автобусите од блокираните крстосници. На тоа Јовановски одговори: Пенов нека пука ако сака, протестот е законски. Секако на telma.com.mk кликнете и многу повеќе прочитајте за оваа вест, како и за се она што сакате да го дознаете како новина. А ние денес целосно ќе ви се посветиме вам, особено оние кои што еве се соочија со предизвикот да се пристигне до саканата дестинација во главниот град на земјава. И единствено што можеме да кажеме е следново. Градоначалничката вели градот не е должен. Превозниците мафтаат со фактури од близу 2 милиони евра, градот нема пари да плати или не е воопшто должен. Заложничката криза во Скопје продолжува вторден. Заложници собраќајниците на градот, а штетата ја трпат сите. Градот, владата, председателот, никој не успева да најде решение. Дали треба лидерска средба за да се реши оваа заложничка криза? Тоа е она што ве прашува денес црвена линија, а секако ќе ве потсетам дека треба да не заследите и на Facebook црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена и денешната тема, на која што топло препорачуваме да коментирате, шернувате и лајкнувате. Но она што можеби е од исклучителна важност е да не заследите на Инстаграм. Тоа значи дека и таму сме како црвена линија и да кликнете на Инстаграм стори, каде што ќе ве пречека денешната анкета до сите вас. А прашањето е следно: дали би донирале по 1 евро за да се ослободат улиците? Одговарате со да или пак не. Резултатите, како и секогаш, таму некаде по рекламите. А сега на потек сте вие и оној првиот кој што ќе се јави, црвена линија го прашува: знае ли некој каде лежи Зајаков со целата оваа ситуација? Добро вечер од црвена линија. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Па и ако сте од главниот град, како го преживеавте денот, успеавте ли да стигнете до саканата дестинација? Да ви кажам, не треба лидерска средба во никој случај, ради тоа што владата не е крива. За ова се криви јавното претпријатие на град Скопје и градот. Еве зашто. Синојка од 8 сати излезе од работа втора смена, си дојде во дома во 11 вечерта, си дојде во 21 часот. Автобус нема, не знаеш ни автобусите ни кај се обрачаат, ни каде одат, ни што одат. Од на 24 се качувам, врти кај Нова Македонија, се сибињам, ради тоа што треба да одам до дестинацијата, до куќата кај што живеам, до населбата. Од тамо до железничка пешки. Автобуси нема. Ни центарот, а тука е криво јавното претпријатие, требаше на веб страницата да напише кај се обрача сите линии. Ние луѓето лутаме од едно место на друго место, од еден крај на друг крај, не знаеме каде. Ниту вчера, а денеска не знам што ќе ме чека за трета смена на работа, како ќе појдам. Дали би донирале по 1 евро за да се ослободат улиците? Тоа е анкетното прашање. Во никој случај. Зашто да донирам 1 евро? Каде е градоначалничката што се утираше во гради? Благодарам за јавувањето во црвена линија. Ќе ве посетам сите оние кои што денес ќе се вклучат. Внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако намалете го тонот на ТВ приемникот. Добро вечер за новиот гледач. Добар ден или добро вечер веќе за новиот гледач. Дали се слушаме? Ало?
Добро вечер, вие сте во црвена линија. Прашањето е дали треба да донираме по 1 евро за Тоа е ослободени... китното прашање. Да. Јас сум да се донира не по 1, него по 2 евра. Меѓутоа, прашање е дали ќе ги земат возачите на тие 200 автобуси. Да не тие пари одат во рацете на власта, на политичарите, дали позиција или опозиција. И мислам дека за ова цела работа се криви политичките партии, никој друг, а страдаат само граѓаните. Според вас, дали лидерска средба може да го реши овој проблем? Не треба лидерска средба. Треба на луѓето да му се дадат плати. Тие имат фамилии, тие имат деца. Тие треба да ги хранат нивните фамилии. Тоа треба да се гледа, а не му треба на нив политика. За празниот стомак на политичарите лесно му е. Тие го полнат, ама тие 200 автобуси немат лев да јадат. Каде го гледате решението со оглед на тоа што градоначалничката вели градот не е должен, превозниците мафтаат со фактурите? Решението е во високите политички кругови, меѓу ВМРО и СДСМ. Нема врска Даниела Арсовска. Даниела Арсовска е само пион во раците на високите политички структури. Благодарам многу за јавувањето. Малку покус од 90 секунди, но сепак доволно да го слушнеме вашето мислење. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, вие сте во црвена линија. Да, јас сум еден граѓанин од град Скопје, таксиста сум. Така, повелете. Да, ама овие што се со автобуси не се криви. Мене многу ми е жал, кога ќе ги качам патниците, ги кружам цел круг, а например плаќаат голема цена за да стигнат до нивната дестинација. Така. Каде го гледате решението со оглед на тоа што и вие сте дел од јавниот превоз на некој начин? Па, верувате, јас например, ако сум шофер на некоја компанија или во компанијата, не ми ги плаќа моите давачки, не ми ги плаќа тоа, како ќе излезам цело семејство. И овие автобусите треба да ги плаќа, да излезава свое семејство. Верувате дека и младите, има и млади шофери, па после бегат од нашата држава, а не свата вака, например, оваа политика не направи крш меѓу себе. Дали според вас лидерска средба е можеби решението? Не, никаква лидерска средба. Еден лидер од една партија сака да се качи на власт, од другата само го критикува другата власта. Треба самите ова влада треба да решава за овие автобуси. Така, имате се уште време, дали имате уште нешто да додадете? Мола? Имате уште неколку секунди, дали би додале уште нешто? Да, например, нека се ја решават, например, тие не се криви автобусите. Треба да се им дават, например, некој да должи по 70.000 евра, треба тоа како ги плаќат. Така, благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Секако продолжете да не гледате, бидејќи ќе следуваат и нови гледачи, подобро да речам граѓани. Добро вечер. Добро вечер, вие сте во црвена линија. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Благодарам. Тигнава се знаеме од македонска телевизија. Вие се јавувате во црвена линија на Телма телевизија, па и ве кажете ми дали сметате дека лидерска средба е решение за овој проблем? Не, мислам се знаеме ја и тие од македонска телевизија. А ние се познаваме добро, драго ми е, не можам да ве видам, но времето врви, па дали ве ќе ми кажете како? Каде гледате решение? Не, ја ќе бидам многу краток, не сакам да значи да се разбереме. Луѓето имаат право. Значи, не може, што ако му дојде него од сега таму дека имал некој кредит и дека треба да плати? Кои се каматите, како ќе ги плати тој човек? Значи, и фамилијата им е гладна, и оваму пари нема, и што да ви кажам? Значи, нешто не е во ред со господјата Арсовска, не сакам да ја вреѓам, далеко од тоа. Ама нека се покажи на телевизија и нека каже. Во што е проблемот?
А не она се крие. Лидерска средба според вас дали би било добро решение? Нормално. Би било добро решение, нека имате на лидерска среда, нека се среднат и нека разговарат, нека видат до кај е работа. Така, благодаря многу што ги искористивте вашите 90 секунди. Продолжите и вие да не гледате. Одиме веднаш со нов гледач. Добро Ало. вечер. Ало? Добро вечер, вие сте во црвена линија. Верувам дека е Ало. намален тонот на Ало. телевизорот. Во црвена линија сте. Добро вечер. Се слушаме, не? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Па сега вака, јас се согласувам со возачите, а народот што во анкетите што ги прават, тоа тие се криви. Тие треба сите да стане да одат пред Арсовска. Како му го дадоа гласот за градоначалничка, така може да му го одземат местото. Да го извадат од тие градоначалничка петиција, 100.000 подписи и целиот народ што чекат, не треба да чека тука, па треба да дојде кај возачите, па тамо дојде пред парламентот, пред владата, пред Арсовска, нека го викат, зашто имат кој мој да го изфрдит градоначалничка, ако им обечал без пари, не ти рекол тие работи што ги даваше тогаш кога се гласаше за него. ВМРО, тој вамо тамо. Човекот е стока. Ту го земат местото за седење, кажува све што. После кога ќе го земат, народот е стока. Мој народ не живе кралј. Па тие аплауз дават и за кралј. Целиот народ што е во Скопје, јас од Дебар ќе дојдам таму да штрајкувам заедно со ними директно кај парламентот, пред влада, пред министерството и градоначалничка да го донесе тука, па да се среди за тие 200 луѓе што чекат за леп, за јадење, кој ќе им дават пари? Деца на ними како ќе се хранат? Извинете, ова е грешка на владата и на... Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Ке ве префрлам веднаш малку и кај твитерџиите, бидејќи 2 дена Твитер заедницата постојано коментира за лозничката блокада на градот. Па одиме со коментарот, поточно да речем твитот на Пипо, кој што напиша: истиве сеја што кукаат дека СДСМ треба да помага за град Скопје, се истите што се сите кога ДПМН и Данела ги откажаа бег, БТР и еден куп улици, крстусници битни за Скопје. Клаудија пак напиша: правото на протест е уставно загарантирано право, без разлика дали тоа мене или на Пенов ни се допаѓа или не. Одиме понатаму, имаме уште еден твит пред да вклучиме гледач, Александра Василевска. А нашите права на слободно движење, пристап до работни места и здравствени установи, едно право не смее да загрозува други права. Што ќе ни каже следниот гледач, ќе слушаме во следните 90 секунди. Добро вечер од црвена линија. Ало, добро вечер. Јас би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Да, добро вечер. Каде го гледате решението на оваа ситуација? Решението го гледаме во тие што не сме во Скопје. Па секој пат донираме ние, секој пат во Скопје го поддржуваме и сето тоа. Привилегиите секој пат ги користат Скопјан. Без разлика на што. Дали сега за возен ред, дали за грејење, дали за било што, ова секогаш го сносат граѓаните на Македонија, да кажем. И како сега, дали се запрашаме, дали од другите градови имаат превоз? И сега слушаме, мислам дека е национална телевизија. Зошто сега да ги слушаме Скопјани како плачат? Во Скопје во работни денови има голем дел од граѓани кои што треба да одат на доктор, имаат термини, хитни ситуации. Добро, од другите градови не треба да доаѓам во Скопје. Од каде ни се јавуват? Дали има правци за тоа, дали има линии сето тоа, за грејењето, дали сите се грееме? За грејењето зборувано во црвена линија, не сме ве заборавили. Привилегиите од силите ги користат Скопјан. Па доста не е више. Од каде ни се јавувате, кажете ми? Од кој град? Од кој град ни се јавувате? Добро, од Македонија, да кажем. Од Македонија. Надвор од Скопје. Надвор од Скопје. Како ве дали се случува сообраќај, меташ и блокади? Па ја мислам дека грците најдобро кога ни го ставија името Република Скопје и така и си остана.
Благодарам многу за јавувањето. Еве вака ќе кажеме, значи не го фаворизираме главниот град, но факт е дека овие 2 дена со оглед на тоа што во Скопје и многу граѓани од другите градови имаат на вистина и закажани термини, особено предност за оние кои што имаат термини кај своите доктори, прегледи кои што се клучни за нивното здравје, па ќе дозволиме кажеме живот, административно незавршени работи, а најдуваат на целосно блокиран град, кој што навистина го парализира сообраќајот и не само жителите, туку и оние кои што пристигаат во Скопје се дел од оваа приказна. Затоа зборуваме на оваа тема. Добар ден и добро вечер за следниот гледач. Добар ден и добро вечер. Каде го гледате решението на ова приказна со градот Скопје и сообраќајниот метеж и блокади? Во партијата ВМРО ДПМН не го гледам решението. Пазете, ќе ви потенцирам нешто. Ова што се дешава во Скопје не го решија со јавните превозници, со студентите, со демонстрантите, сега покушаа на приватните превозници. Ова е срамота за таа партија која е во опозиција и срамно е ова што го работи. Синоќа видени се во црква, во кафана, Леви Јовановски, председател на ВМРО ДПМН, како пијат, како јадат. Немојте да мислите дека не е ова политика. Ова е чиста политика. Затоа јас препорачувам сите институции во град Скопје, поготово секретаријатот за внатрешни работи, да преземи под хитно мерки, како што го рече то и министерот за локална самоуправа, да се остранат од раскрсниците автобусите, да одат таму каде што му борчи некој пари, нека го блокира градско собрание, а не да не блокира нас. По уставот граѓаните имаат право на самостојно движење, како тие што има право да прават циркузи по улиците, а нас не го дава правото на движење. Тоа е слобода на движење. Затоа јас ги препорачал сите институции кои имаат овластување да го пригледат законот за штрајк, дека немаат право да го блокираат цело Скопје. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето. Ке се префрлиме повторно на Твитер заедницата, бидејќи тоа се коментари, односно твитови на граѓаните. Одиме со твитот на Александра Василевска, која што напиша: со ограничување на слободното движење и пристапот ти е отежнат. Да прелетуваме преку нив. Што е со луѓето кои се движат со колички, физички инвалидитети и така натаму? Дајте ве молам, протест да, нека одат пред град Скопје и нека протестираат. Не може цел град да биде заложник. Фидел Кастро пак напиша: блокадата треба да се тргне веднаш и моментално од Скопје. Замисли секоја приватна фирма да излезат вработени и на секој ќош да блокираат затоа што нешто не добиле. Ова се политички игри и циркузи на партии против Данила. Во заграда дали е исправна или не, не знам. Знам дека е хаос. А во продолжение секако ќе вклучиме и гледаш со оглед на тоа, бидејќи предност ви даваме вама, ве има во огромен број денес. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, вие сте и тоа во црвена линија. Благодарам. Каде гледате решение? Во лидерска средба? Прво, лидерска средба нема потреба да има за залозичката криза во однос на сообраќајот. Значи, овдека треба некој да му издаде наредба на тие што штрајкуваат, да го најдат вистинскиот виновник каде што треба да штрајкуваат. А тоа е градското собрание, ако треба нека го обкружат цело собрание. Тие ако, значи, или да не можат да влезат, ако се внатре да не можат да излезат, додека не најдат решение кое што нема да биде на штета на едните или на другите. Вистинскиот виновник да си го реши проблемот, а не цел град да биде заложник на одреден број возачи кои што на некој начин го парализираа сообраќајот. Дали тие се свесни дека има болни, изнемоштени, некој треба да оди на работа. Ако 3 дена не отиде на работа, му следува отказно решение. Можда ова и момент е некој од некого да се ослободи. Треба они прво да рачунаат дека сите тие кои што не можат да дојдат на работа, утре, значи, да сакаат да влезат во нивните автобуси, да се возат. На овој начин они стварат само револт, значи, да луѓето да ги мразат
а не да ги поддржуваат. И бидете сигурни, значи можда јавно се слагаат, да речам, повеќе, но сигурни бидете дека 80% не го одобрува тој штрајк. Штрајкот нека биде онамо, значи, само пред градско собрание. Немавате на тајмерот 90 секунди. И сега, со оглед на тоа што имавме гледач кој што се јави и ни замери дека и се занимаваме со главниот град, но не со жителите на другите градови, во продолжение еден твит кој што ја објаснува поврзаноста на случувањата на градот, односно блокадите со останатите градови од земјава. Фидел Кастро има напишано: и повеќе од пола Македонија се лечи во Скопје. Не можат луѓе да отидат на лекар. Замисли, патувал 3 часа со автобус од Струмица или Битола. И сега глави уште 3 часа во Скопје, кога на лекар ќе се врати, а кога од лекар ќе се врати назад. Тоа е таа приказна која што ги поврзува случувањата на Скопје со потребите на граѓаните од останатите градови од држава. Одиме со друг гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, црвена линија. Не може за локален проблем да се усредне да го дигаме политички, да го правиме на ниво на држава. Каква лидерска средба, какви бакрачи? Ова е чисто должничко-доверителен однос кој се решава преку институција во државата и ја не знам и зошто државата толку ги толерира. Што има да се расправаме ние, мускоме како текне, така блокира. Крајно време е да се донесе прецизен закон во државата, на уставот, некоме да не му се ограничи правото да протестира, но па не може ние да го узурпира правото па да го загрозува животот на другите. Затоа што мене не ми се допаѓало нешто. Па ја не сум задоволен од судот и што треба ја утре да легнам на судска палата и да протестирам зашто? Затоа што судот ми ја сменил пресудата или донел некоја негативна пресуда, мене што не ми пошто сум жртва на корупција во судството и да лежам 10-15 дена да иницирам лидерска средба. На што личи тоа? Ја вчера кажав да се искочи Ленин Јовановски да си каже убаво зошто до денеска толерираше да му каснат плаќањата од градот, зашто порано не ги пустил платните налози да го прашаме и да си ги види сликите што кружат на интернет дали се точни, зашто се позади ова стои политика и да не се лажеме веќе со граѓански права и устав и џиџи-миџи. Тука ја поише ја кривам државата што не зема енергична да растори ова и више Војдина и да донесат закон. За Војдина ова да не се повторува. Затоа што ова стана веќе неиздржливо. Коме како текне, така блокира. Дали е подржан 15 луѓе нека запад, 15 луѓе ќе блокираат, 50 полицајци ќе. На што личи веќе ова? Мора крајно време. И во Америка е дозволено протестирање, ама точно време, место. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Ќе потсетам само внимавајте на тајмерот 90 секунди. Ќе повторам, го објавуваме на екранот, па можете се разбира да го мерите времето на вашето излагање. Веднаш нов гледач, добро вечер од црвена линија. Добро вечер. Јас ќе се обидам уште малку. Добро, кога ќе има гледач, пријавете се, но веднаш одиме кај твитерџиите. Еве еден твит од Јепир, кој што напиша: едва излегов од Скопје, се пожали министерот Пенов кај струмичкиот градоначалник. Еве, плачемо цела фирма. Наслов: продолжуваат блокадите во Скопје, сообраќајот и денеска се одвива оттежнато. Во продолжение и една твит преписка каде што стартува со твитот на Шоку Боро, вели: не знам колку е окей користењето на габаритот на автобусите за овој тип на блокада за ваков проблем. Знаеле земјоделци да блокираат регионален пат, да отсечат цели градови, ама специјалните возила се пропуштале и блокадите не биле целодневни, ами по неколку сати. Стара миленијалка му ретвитнува: Friends Centers the Conversation, значи Франција влегува во конверзација, а Шоку Боро продолжува: Ленин мало прсте не мрда без договор со ВМРО, камоли ваква блокада. А каде го гледате вие решението, ќе слушнеме од следниот гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Добро се вечер. Слушаме? Да, се слушаме, црвена линија.
Значи, лидерска, да ви кажам, работата дојде до лидерска, затоа што не е више од локално. Затоа што го слушав битики, дека треба да дојде бугарска фирма да го преземе целиот превоз и приватни и градски превоз. Што јас го зборев тоа многу поодамна, затоа што века играта е поголема и затоа господјата се крие и затоа чекаше, беше игра да им даде представник на договорите, еве до каде е дојдено. Го слушав бетики и веќе се знае дека е дојдено до лидерска. Меѓутоа нека им ги исплати платите на работниците, па што е дојдено, веќе сите знаеме. Ништо нема скришно. Сега каде и се рачињата у мет? Кој е шпиц? Она или Мицко? Значи све што не им чини се префрлуваат на опозиција. Земала таму цел гарнизон милиција да чува. Како не е срамот? Што се плаши? Народот ја плаќа. Народот и дава плата, нека не ја зима платата. Зашто ја зима? Се качила овој автобус. Знае ли како е да чекаш автобус? Значи, ова е тотално, но не знам што да кажам. Вакво нешто во Скопје не се случило никад. Јас не знам од каде дојде оваа господја кукла, изгледа, меѓутоа во душа изгледа дека нешто е друго. Така да работата е дојдена до лидерска средба и мора вака да биде. Готово, сите изгубија работа, знаеме кој ќе дојде, дека бугарска фирма кажува, еве и битики, и зашто играат и перат мозок на народот и го малтретираат народот. Они ќе мора да платат, меѓутоа зашто вакви малтретирања на народот да... Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Одиме повторно на Твитер. Еве еден твит напишан од Гоце од Прилеп. Вели, Скопје од Прилеп може да учи за градски превоз, ако ни е провинција. Еве и фотографија од градскиот превоз во Прилеп. Самиот допишува, доволни се и 4 линии. Многу ретко некој да е полн. Мисли на автобусите во Прилеп. Сепак, за разлика од Скопје, кај нас има еколошки автобуси. Пипо пишува, сте ги гласале ДПМНЕ, таму кукајте за проблеми на локално ниво во Скопје. Не замарајте више. Благодарам. Но ние продолжуваме со вас и верувам дека имаме гледач, го вклучуваме, а ќе видиме каков одговор ќе добиеме на прашањето дали е неопходна лидерска средба. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, црвена линија? Така. Се јавувам исто за оваа тема. Да ви кажем, ова е срамота прво за Арсовска, што незиниот град, Скопје, го доживува ова да бидат 200 семејства неплатени. Замислете сега колку тие луѓе имаат своји проблеми, а уште ова со неплаќање. И знаеме, предходната гледачка кажа за таа бугарска фирма, толку ли не е срам за тие семејства што ги оставила без пари? Треба да излезат цел народ и за да ја смени оваа Арсовска, да се тргне од власта и да дојде друг кој што ќе ги исплати овие сметки на овие работници што работеле за своите плати. И тука нема ни партија, тука нема ни членство, ни ништо, него тоа се обични работници кои си работеле за своите плати. А сега овие да се изживуваат и од власта, и Арсовска, за да се изживува на еден народ, тој е свој народ, не е туѓ народ, тоа е една жива срамота за неја. И овие сите што се бунат, јас верувам дека не е убаво, јас сум од друг град, али не е убаво ни за Скопје, ни баш треба да ги поддржат овие луѓе, што тука има и албанци, и македонци. Благодарам многу и вам за јавувањето. Уште еднаш ќе потсетам, внимавајте на тајмерот, бидејќи автоматски исклучува на 90 секунди. Ако имаме гледач, одиме веднаш со гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, вие сте во црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот. Добро вечер. Добро вечер. Намалење тонот. Одлично. Повелете. Видите да ви кажам, слушам го вчера или сабајле го дава премиеро. Како може се што се случи у градо е криво ВМРО. Мицковски бил и ВМРО бил крив за овај хаос. Не се криви никој. Се што е лошо, ВМРО е криво. Знае ли дека ВМРО е цел половин град и половин држава и повеќе? Што мисли он? Зашто вика дека ќе платат струја, ќе ги казне?
А што не ни казне овие од Рачиново? 474% имат повеќе од лански октомври подржено сега струја. Трае тамо, не смее уште да отвори, затоа што ќе му падне фотељата. А тука ВМРО е криво. Па тие луѓе сака да јадат, тие луѓе имат фамилии. Зашто ако е толку храбра и толку право ова градоначалничката не го викне, не ја викне вие од превозот приватен, нека дојде, нека седне од ЈСП и нека има некој од собрани или тоа, нека излезат пред народот да види народот кој е крив. Дали е она крива? Многу се цене како принцеза, не смее да излезе. Ако она управо ќе излезе и никаква, јас мисля, толку лице тоа дава како да е кој знае колку добра и мирна. Благодарам за јавувањето. Одиме со Твитер. Црногорец напишал: баш ме интересира Скопјани на кого му се лутат за собраќајниот хаос. На самите себе? Одиме со уште еден твит на Фримен. Напишал: СДСМ само гледаат сер, а и од каде да платат? Од државен буџет? Данила му го подпиша договорот на Ленин, они нека си вадат очи, само нека ги тргнат блокадите. Каде го гледате решението вие, драги мои? Вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, ако видела некои криминали таму, имаш бебате документација соверена, значи си го видела по таа документација дека некој криминал правил, било кој, дали Ленин или компанија или било кој. Значи, соберија документацијата транспарентно, покажија у јавноста таа документација, каде што е она во право, ако мисли дека е во право, и имаш институции, обвинителства, суд, чуда, муабети, дека Ленин тоа што бара или кој да е таму позадина, е криминалец, да речеме. Во случајот, сумњаш дека е криминалец, буирам суде, еве ти ова, ајде, адвокати, обвинители таму суди, ангажирајте се, да не прави револуција и ова ќе му го товариме на грб. Ама она изгледа ми нема документација или било што таа Данела, а плюс тоа изгледа има многу јак грб. Ти она сама, како градоначалничка, против сите. Или некако овие од СДСС мудро чутат, некако тие советниците, некако не ја напаѓат. Зашто не напаѓат? Зашто ради тоа што и се они грб или што и се. Ја овие патриоти многу не ги обожавам, али човече, ако имаш документација, бе приложи у суд и јавно покажи документацијата, па судиите да видиме колку се прави. Поздрав. Поздрав, благодарам за јавувањето. Одиме со нов гледач. Добро вечер од Црвена линија. Добро вечер. Одлично ве слушаме. Мене не ми е јасно зашто е потребна лидерска средства за да се реши ова заложништво. Затоа што сметам дека овдека засегнати страни се градот Скопје и некоја си приватен превоз. Меѓутоа, не знам зашто ние како граѓани молчиме, седиме со скрстени раце и чекаме да се реши овој проблем, кога гледаме дека проблемот не се решава, туку се повеќе и повеќе се продлабочува, се повеќе и повеќе гледаме дека улиците се зафатени со автобуси, каде што ние како граѓани кои што треба да ги извршуваме своите обврски, работни обврски, дали е тоа обврска како родител да заминам да го пратам детето во градинка, во училиште, дали треба родителот да го пратам да оди во болница и така натаму, ние тоа непречено не можеме да го направиме, поради тоа што некој си решил од слободен превоз, знам дека не е лесно и едноставно, да работи, да заработува од некоја си работа, чека плата, таа не му е овозможена и не му е, да кажеме, како паричен надоместок, не му е стигната на сметката и сето тоа ние треба да го голтаме, да го проголтуваме во овој град, кој што е милионски и каде што треба, сметам дека да седнат на една маса, заеднички да го решат, мушки и женски, да седнат тет-а-тет, лице во лице и да го решат проблемот. Мислам дека ние граѓаните сме најголеми заложници во целата оваа игра, не знам само од чија страна, и мислам дека треба да се стави крај. Благодарам за јавувањето. Одиме повторно на Твитер. Тата Кике, еве со фотографија, пишува:
Ех, да имаше вакво нешто во Скопје. Ама вие стари скопјани гласавте против. Одиме понатаму. Битики, БРТ не може да биде поштетен за Скопје од автобуси стари 30 години. И секако, еве уште еден твит од Фломастери, пред да вклучиме гледач. Пенов, блокадата во Скопје нанесува огромна штета на граѓаните. Фломастери пишува, се си мислам, наместо да ја дава оваа очигледна изјава, тој треба баш од таму да почне со работа. Ние продолжуваме со гледач. Добро вечер. Добро вечер, Душо. Секој поздрав в Црвена линија. Каде го гледате решението на оваа ситуација? Решението е висниско да им се плати на луѓето за нивните заработени пари, со месеци им дужи државата, кој им дужи, не знам стварно, али стварно е граота и срамота. Градоначалничката вели дека градот не е должен. Не знам ја дали е должен, тоа сите другите знаат, ја не знам, не се разбирам од таа нивна политика и не сум по политика, само едно ти кажувам, плата ако ми доцни еден ден, 2 дена, дефинитивно сме нервозни, напнати, све ни смета, све ни фали. Како име на тие луѓе со месеци што не примиле ништо? Значи, никој не ги поддржава и треба да блокираат, на друг начин нема шанса да си ги земат парите. Не е во ред и не е фер. Толку од мене, пријатно и поздрав за вашата емисија. Благодарам многу што се вклучивте. Значи имаме и вакви гледачи кои што се куси, но јасни, а имаме и нов гледач во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Телефонот зазвони, но еве ќе се обидам трета среќа. Добро вечер, вие сте во Црвена линија. Добро вечер, Македонија. Добро вечер и вам. Каде го гледате решението на оваа ситуација? Па, решение да имавме добра народна способна власт како влада, че имаше пари насекаде, че имаше добра економија, отворање фабрики овие години, вработување, добра економија, инвестиции насекаде, развој на Македонија и че имаше пари па и за даноци да плаќаат фирмите, да има полн буџет градот Скопје и така да плати на тие фирми кои го обслужуваат градот Скопје, нели, еве. Но градот Скопје, градоначалничката вели дека градот не е должен. Зато тие хаос се прави, ја врбуваа нешто овие од власта, како што ги врбуваат и осумнина со автомати, со закани по живот, со затвори по закани ваму таму по деца, по своји деца, така нешто е врбувана и Данела и сега ќе свара цела Македонија. Само хаос да прават, само мислам дека ова речи го Пенов, нели што вели, не требало да биде вака. Мислам дека не треба да имаме неспособна криминална власт, во која тој министер. Иначе, ако имаме добра влада, че има се добро во Македонија, со СДС, уништувачка криминална, се ќе биде хаос и банкрот во Македонија. Дали би донирале 1 евро, еве, да се ослободат улиците, тоа ни е анкетно прашање? Оти да не. Тоа е добронамерно, само пак ќе ги штава парите овие од ТУ и од СДС. Благодарам и вам за јавувањето. Одиме повторно на Твитер. Вера напиша на Твитер. Наводно имале механизам да ја прекинат блокадата, ама ја следеле ситуацијата. На сите им одговараат политичките поени. Ја користам оваа прилика да ги поздравам со една жешка пцовка. Секако пцовки и надвредливи зборови не се дозволени во Црвена линија, но нов гледач секако. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте во Црвена линија. Јас имам едно прашање до сите што се надлежни за решавање на овој проблем. Кој на моите студенти тројца во Скопје ќе му ги плати такси превозот за овие денови? Так. Дали има таков некој кој ќе го плати такси превозот? Јас сум пензионер. Пред 2 години во Скопје, кога се качи во градски сообраќај, на денот кога пензионерите не плаќа, ми рекол ти мора да платиш, затоа што не си од Скопјанка. Сега само Скопје треба ова да го плати и да го реши. Ни влада, ни парламент, ни лидерска средба, никој. Ја мислам дека така треба. Само тие треба да донесат еден закон, кај треба да се протестира. Дали на главните улици или пред предпријатијата, пред собранието градско. Мислам дека тука тоа е само за Скопје. За нас не е. Моите студенти во Скопје овие денови
Му праќавме денес пари за да платат такси. 300 денари такси му е на моите студенти. Ова е срамно. Кој нив ќе му ги плати тие 300 денари? Има некои такви? Во ова држава што ќе го платат тоа. Затоа што ние не сме скопјани. Па скопјани тој избра, ама не трпат само скопјани. И ние од внатрешноста трпиме со нашите деца, плаќаме кири, плаќаме се во Скопје и на крај такси превоз за да појдат на електро или машински факултет. Срамота. Благодарам за јавувањето. Одиме сега со реклами. По рекламите следуваат и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ќе ве потсетам, ако не сте не заследиле таму, сторете го тоа и веќе учествувате во утрешното анкетно прашање. А на денешното анкетно пак прашање дали би донирале по 1 евро за да се ослободат улиците, еве што одговоривте. Со да 35%, а со не 65%. Ова се денешните резултати. Јас се вие повторно во нашиот термин утре. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија. А до тогаш ви посакувам само добро и убаво здравје. Довидување.